Утринско еспресо на Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 98,1 FM и сите кои не следите на било која платформа за подкасти, доколку не следите на YouTube, стиснете предплати се на нашиот канал. Браво. Стиснете лайк на Лидер на Facebook. Ово утро заедно со мене е Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро, Златев. Ние требаше да се расониме со еспресото, ама ти некако многу расонет ми дојде. Тоа доаѓа со годините, Златев. Ти си млад дечко. Точно колку постар, работиш ноќе, спремаш специализација за вршеток и можам да те разберам. Јас сум стар вампир, касно легнувам, рано станувам, ама само ради тебе, пошто си ми ангажирал во 8:30 сат. Иначе јас сум познат спанко, да ти кажам. Познат спанко сум, не ставам рано, ама во среда морам. Морам ради тебе да не те изневерам и Радио Лидер да не го изневерам. Дали во среда правиш поплатневна дремка ми е важно? Не. Нејам таа навика, е многу убава навика. Затоа што јас се грижам за велнесот на нашите гости, за добриот. Благодарам. Па може некоја сауна да не уплатиш без Златев. Некој третман, некоја масажа, и ја би ти бил благодарен. Ајде да се да работевме на Wall Street, третманот ки изгледаше малку поразлично, да го представиме нашиот гост на ово утро. Ајде, може. Ово утро имаме еден универзитетски професор, еден од луѓето што нешто значат во општествените науки во Македонија. Сотир? А вака, значи, пред известно време ми падна во рака една книга на група еминентни социолози од Југоисточна Европа, малку може и пошироко, а тоа е социологијата во транзиционите постсоцијалистички општества во Југоисточна Европа, и еден од авторите е професор доктор Константин Миновски. Морам да кажам тука, бидејќи во групата на автори има уште еден социолог познат за мене, а тоа е Антонела. Случајно или не, неговата сопруга, и бев така малку позитивно изненаден од друштвото во кое тие се и напишале една убава книга за тоа што ни се случува на социолошки план. Значи, добро утро за Константин Миновски, за мене Кони, се знаеме едно па сигурно 30 и повеќе години, основач еден од најголемите активисти на, како беше? Европско движење на Република Македонија. Што значи тоа европско движење? Европско движење, значи, пошто ние имаме европско стоење, нели? Закочени сме. Тоа е всушност главна заслуга има починатиот професор Димитар Мирчев. Секако. Он е еден од тие главни иницијатори, таа прва генерација што го носат и го формираат това движење. Тоа е еден вид на лоби група на Европската комисија во Брисел, и многу од политиките што ги сакаат да ги остварат, порано така ги тестира, па и денес мислечни, тие ги поминуваат прво преку европското движење, го има низ повеќе насекаде, да не речем, во Европската унија, меѓутоа и пошироко во Европа. Немам за точна представа колку има, затоа што има и колективни членови, да речеме како некои синдикати беа разни. И тие се менуваат. Членството се зголемуваат. Меѓутоа главна терат политика на промоција на федералната идеја повеќе. Тие се повеќе федералисти, речеме некој начин. Знаете, во рамките на Европска унија имате главно две линии идеолошки. Едните се суверенистите, едните се федералистите. И тука се заглавени Европската унија фактички како недовршен концепт. Всушност, по мене зборам, така ја гледам на неа, каде што дојдени сте до едно ниво и не може да дотидат понатаму. Знаете дека уставот не може да го изгласат. Да. А и не знам што друго изгласат. Голем дел од членките, особено скандинавските, влегува кога се почувствуваат загрозени на некој начин, како што влегува и во НАТО, да. Да, многу интересна анализа од вчера на The Economist, баш да се надоврзам на вашето, по нападите на Доналд Трамп дека
сака да ја земе Канада да биде дел од Соединетите Американски држави, сериозно се разгледува идејата Канада да биде дел од Европската унија, верували или не? Тоа би било демократија. Тој на одговара на Европската на унија, таа негова политика, да економист им на насловната страна одлична анализа велат оваа држава е полна со природни ресурси, но има многу малку луѓе, а Европа е исто така многу слаба со минерали, со злато, со минерални суровини, со нафта, така што Канада и нију може да биде многу добра идеја. На Европа и треба простор и ресурси, а на Канада и треба луѓе, ајде да се договориме. Пишува да економист, така што ова е многу интересна идеја и баш во еден интересен период за светот. Искрено да ви кажам, не знам колку имаат човечки ресурси Европа. Зашто не мислам дека имаат многу па да можат да ги извезуваат. Ја видам конкретен. Оваа генерација. Демографијата и за нив е прилично поразителна. Да, но сега имаме нови европејци. Професор Зим учествува на многу демографски истражувања, Златев, да знаеш. Не, миграцијата не е очигледно не име успешна приказна во интеграцијата на мигрантите. Само Канада ќе ги пратиме и тоа. Да. Ама и таму не е баш сјајна сликата околу интеграцијата на мигрантите. Сега немам многу увид, меѓутоа ова сега ме подсеќа. Сега не чина, азијатите ги нападна, Па индици има многу таму, да. Инаку Тие масовно сега да се кога ја го проучував тоа. Па добро, сега со индиците заедно се дел од Комонвелтот. Да, се меѓутоа они имаат и има некои конфликти околу Сема Канада е таму, како се политички, што ви рекли, како се политички таму позиционирани, или има некој конфликт со Индија. Меѓутоа што го спомнувате ме потсети на еден филм, сотир сигурно се сеќава Canadian Bacon. За војната помеѓу Америка и Канада. Да. Па еве ќе кажам, тоа е контрадикторно. Какви визионери биле сега? Во САД има голема стопа на криминал, во Канада нема. Мене тоа ми го објаснува 99-2002 година, тогаш интензивно Канада ја проучував како воздухопловец. И тоа е чудна работа. Детройт, Чикаго наспроти другата страна на езерото. Денеска во 12 имаме ексклузивно интервју со еден научник кој направил економист, нели, колега мој, кој направил одлична анализа, базирана на истражувачки методи, базирани на бројки, која покажува каква ќе биде штетата кон македонската економија доколку Доналд Трамп воведе 10% тарифи на Европа. Првиот дел и доколку Доналд Трамп воведе 20% тарифи, односно царини на Европа. Направил симулации колегата базирани на научни методи, нели, врз база на бројките кои се веќе постоечки, и можам да ви кажам дека инфлација нема да има во Македонија. Одлично. Па не, тоа што нема инфлација значи дека нема економски раст. Не. Да, значи сега окей, сега друг јазик зборуваме. Значи, но во случај на 10% тарифи на сад кон ЕУ, Македонија ќе биде најмалку 3 години во рецесија, а во случај на најмалку 2 години се извинувам во рецесија, во случај на 20% царини, Македонија ќе биде најмалку во рецесија до 2029 година. А дали сме ние членка на Европската унија? Па добро, но ние сме во царински. Ја ви тврдам дека тие работи нема да важат. Ама не може да не важат. Проблемот е што нашата економија е врзана за европската и најмногу за германската. Со Соединетите Американски држави. Ние немаме диверзификација на економијата. Кога се воведуваат тарифи, кога има кризи, има проблем. Ние сме во Па и влегуваме во темата што сакам. А зошто таква делегација одеше у Соединетите Американски држави? А еве, може би договарале тоа да не важи за нас. Почитуван Златев. Професор. Добро, ја прв го кажав тоа во радио, така драго ми, се знае радио лидер е прв, па се знае тоа. Професоре, видите што ме интересира. Да почнеме со така ја ги велам нуспојави или синдроми малку поостро кажано социолошки, и затоа една од причините што ве поканивме денеса и не сме видени одамна, да бидеме искрени, зафатени сме нешто сфери и така натаму. Ме интересира како може да има
такви мајндсетови на македонската јавна сцена во медиумите, во обштествените активности, во политиката, да ступидно се спротиставуваат на присуството на премиерот и делегацијата на владата на Република Македонија на инаугурацијата на Трамп, што е сигурно наставна годината, би рекол, ги видува средбите со политичари, со тесен круг на соработници на Трамп, со бизнисмени, со наши иселеници, со финансиери и така натаму. И прашањето е се од социолошка гледна точка ве прашувам. Зошто е поканет само тој? А од Балканот не е. Кој го поканил? Дали го поканил? Професоре, до кога така ќе гледаме? Каде сгрешивме во... Ова се поише прашање за политиколог? Не, социолошка анализа ми треба. Знаете што е? Да, прекинеме емисијата за кажеш. Не, да викнеме политиколог? Не, сега имаме социолог, ама... да ме дослушаше? Да ме дослушаше, па да видиш од социјална гледна точка. Од социолошка гледна точка. Од стратификацијата на луѓето, каде припаѓаат кои се во врвот на македонската политика и на медиумите. Не може врвен новинар да поставува такви ступидни прашања. Значи, досега ако водеше една новинарка за првото интервју на премиерот по ступидност на интервјуто, пред 2 дена, она што го видов на надвршен проект во македонската телевизија, јас сум фрапиран. Се зборува, ајде годиме на друга тема, па ќе одговори прве. Се зборува за пријавување на поранешниот председател на опозицијата, сегашниот премиер дека го следиле. А тајните служби? Новинарот истрчува, зборува за информатори, зборува како работеле службите и бара изјава, а има постапка во обвинителството. Изјавите се забранети. Додека трае постапката во обвинителството и постапката во службите, преку МВР и владата нема изјави. Како тоа као новинар? Јас како професионален новинар со 12 години работно искуство, морам само да ти кажам дека во новинарството не постои ступидно прашање, постои само ступиден одговор. И најступидно нешто во новинарството е човек да молчи. Сега, значи, барем според мене. Јас ставам на тебе и ќе ти кажам вака. Ако не постои ступидно прашање, јас сум најголемиот думстер. Не можеш ти да прашуваш нешто што се гледа и е факта да го представуваш како перцепција дека тоа не постои. Ама ајде да не се одличуваме од тоа. Морам да реагирам за тоа што прво поради колегијалноста со колегата кој го напаѓаш. Штитиш новинарите. Па нормално. Па пак те стават таму затоа ги штитиш бидејќи те стават, пак си не знам дали виде, пак си во тоа. Јас и ти двојцата пак сме. Па тоа е маркетинг, се што. Ти наместо нашата соработка што ставиле. Наместо да ја продлабочиме нашата соработка, ти сега тука ме караш со колеги. Со тие што ни прават маркетинг. Не знае дека не. Тоа е герила маркетинг, ти не разбираш. Не разбирам. Професоре, моите книги ќе видиш герила маркетинг. Професоре, ние така функционираме. Добре. Те може ли со вас како функционира го прифаќам. Појава и однесување, а не политолошка, да ми ја обясниш као искусен и као председател на Сдружение на социолози. Да те представам и така. Политиката е еден од значените сегменти за политиката и за медиумите и за јавната сфера во истражувањето на социолозите. Политиката, медиумите, комуникацијата, тоа се сегменти или делови научни дисциплини во рамките на социологијата, дефинирани од веќе не знам колку време. И се повеќе заземат залет во развод како се ги имаме новите технологии сега. Затоа што целиот општествен развој менува појавноста, но на што се случува. Она за што ме прашувате околу посетата на премиерот, зашто некому му пречи? Веројатно заради идеолошката поставеност на тие што го коментираат, присуството. Инаугурацијата на председателот Трамп, тоа е една од најочекуваните ми се чини до сега настани барем
во поново време, затоа што се очекуваше нешто ново, пресврт во случувањата во САД прво, кое што понатаму ќе генерираат промени на секаде во светот. Зошто? Прво, очекуваат мир. Она што уште во изборните кампањи го навестуваше Трамп, и факт е дека тој, дали ни се допаѓа неговата политика или не, неговото однесување, ароганцијата во настапот или како и да кажеме, не може да го побие фактот дека тој нема отворено војна, за разлика од демократите, 7 војни, па без оглед дали се мажи или жени, на позиција. Да го оставиме Трамп на страна, професор, знаете Меѓутоа, зашто? поканата е многу значена заради тој момент. Не, дека... треба да направиме дистинкција. Добро. Еве, например, рековте идеолошки се нападите. И јас идеолошки себе си се доживувам како човек кој верува во постулатите и начинот на функционирање на леви центар, да речеме, но, сега да се разбереме, тоа што Доналд Трамп е нешто сосем спротивно од тоа што јас верувам. И тоа што Христијан Мицкоски, кој е премиер на оваа држава, отишол на неговата инаугурација, мене не може да ми представува проблем и покрај идеолошката разлика и со двајцата. Зошто? Затоа што јас живеам во Македонија и за доброто на Македонија ние да имаме контакт и да имаме соработка со било кого кој е од тамо. Еве сега ќе земам пример. Министерот за надворешни работи на Велика Британија Дейвид Лами до пред само 6-7 месеци говореше дека Трамп е фашист. Значи, премиерот Ама дали е Трамп фашист? Борис Џонсон го беше таму. Да. Кир Стармер, премиерот на Велика Британија, исто така имаше едни така прилично лоши разговори. Не е фашист, туку е еден десен популист од невидено лоши размери според мене. Сега што се случува? Откако стана Трамп председател, и двајцата кои беа опоненти на политиките на Трамп влегува во политика на соработка со САД, го назначија за амбасадор Питер Менделсон, затоа што едноставно не може ти да не соработуваш. Истото важи и за нас, тоа што ја различно размислувам од Трамп и мене не ми се допаѓа Трамп, не значи дека Македонија не смее да соработува со САД. Го видовте Цукерберг од Мета. Да. Така. Не, сите милиардери, мене тоа не ми се бендисува. Сите милиардери наредени, значи да нас ке не управува светот, ке биде управуван од олигарите, од олигарците. Тука ќе спориме. Ама не може, ја ќе му се вратам. Ова што сакам да ви кажам, значи јас не можам нормално да влезам во политиката на зошто реагира така. Меѓутоа не политиката, медиумите. Зошто зборам идеолошки, не само медиумите. Пазите, медиумите и новинарите ама и медиумите имаат легитимно право да се профилираат идеолошки. И тоа го прават, не само кај нас, него тоа го имате и на запад. Особено ако сте огледале CNN и неговиот пренос на инаугурацијата, да видите како голтат сега она што претходно тие го кажува инаугурацијата на Фокса која гледавте на Бајден, да речеме, па ќе видевте една многу слична слика. Да, со тоа што е кај нас ние можеме CNN да го гледаме, не можеме Фокс да го гледаме. Тоа е друга приказна. Побунете су кабловска. Меѓутоа опозицијата наша или коалицијата, тие има заземено страна во поддршка на во целата битка кога беше околу изборите, во поддршка на Бајден и Камала Харис, на таа екипа се. Тие се врзани со демократите повеќе. Да, Димитар Ковачевски беше на конвенцијата. А овие другите што сега се власт кај нас, па од време зазедува позиција со тогашниот опонент кој го затвара, му вршија претреси, го судеа, го осудува. Каква е таа демократија? Сега го избра за председател сега. Една работа. Македонија човек избра за председател. Македонија. Ај социолошки објасни ми го тоа, професор. Видете, сега прашањето на сите процеси околу студењето на Трамп фрла една друга слика на демократијата, сега ќе кажеме. Значи тука затоа и не ме изненадуваат многу работи што кај нас се случуваат. Не, мене ми изненадува. Околу контролата на судство, влијанијата и врзани за политика. Затоа што преку политички интереси нели се спроведува и правда. Тоа немаат поинаков
правосуден систем, нели, сосема е Сосема различен поинаков е. од нашиот, меѓутоа суштината во некаде, така заднината може да се види дека денес политиката во голема мера ги управува сите сегменти на државата и на општеството. Дури Наместо да имаме тие дерегулација, се спреги што ги има со елитите. Зашо да имаме дерегулација? зашто мора ли да е најголем заposlувач државата, кажи ми, вработувач? Еве, например, цените во Ајде маркетите да во видам, ти Македонија си западен човек. Значи, цените на маркетите во Република Македонија во овој момент, нели Бојко Кима, ќе разговараме подоцна во вториот дел на емисијата и за тоа, се пример за дерегулација. Значи, на дерегулиран пазар, млекото ти го продава 250 денари. Да се разбереме, тоа е дерегулација. Регулација Тоа е е слободен пазар. воспоставување, значи воспоставување на човечки улици. Не си ме разбрал. Да. А кам сега ќе објави Златев? Кам ќе објави сега? Што? Го иде? Што? Прочитай да видиш. Чекај. Некој пакет ќе дават сега, ќе ги симнале цените и ево и она. А тоа дали е морално, кажи ми сега, за да не го бойкотираат. Па ако бойкотираат, ако се скапи, зашто се скапи сега? Ако Не, се јас ефтини... сум паднат на кам, моето ниво е горе Значи- од веро се симна на кам и на 100 комак. Не бе, не, Професор нема... Итоки, ни кажете, зошто осиромашуваме? Во контра, во споредба со социјализмот и комунизмот, кој Златев се ежи кога ќе ги чуе тие два збора. Зошто осиромашуваме? Зошто е да ве врзуваме први со први? Знаете онај либерален капитализам, не, што го нарекуваме. Има една анализа, го заборев, сега не мислев дека за тоа ќе зборуваме, па да се потсетам кој беше авторот. Кој ги следи движењето на платите и моќноста што можете да купите. Куповната моќ. Да, куповната моќ. И он од 80-тите некаде Реган, кога е тој либерален капитализам, слободен пазар и така натаму, заклучува дека куповната моќ постојано опаѓа на работничката класа. Сега да земеме просечната плата во Македонија околу 430 евра, мислам. Не, мислам дека сега повеќе дојде на... Нека е 400. Затоа што минималната минималната е 21.000. 20, еве, нека е 22.000 минималната. За синдикалната кошничка мислам дека беше околу 60.000. Да. Без Нешто згора. Да. кирија. Нешто така беше прилика. И сега вас ви треба 3 минимални плати за да преживеете. Значи вас ви треба Како ве овој во семејство капитализам? еден да има со една работа, другиот да работи две работи. За да работите две работи требате 16 часа работно време, така? Тоа значи дека ние се враќаме на времето на Адам Смит, каде што Суров капитализам. да. И дури кај нив, значи Адам Смит смета дека платата не може да оди под биолошкиот опстанок на работниците, затоа што не може да се репродуцира. Ама знаете што е ситуацијата? Зошто дојде до ова кај нас? Дојде до ова кај нас затоа што вештачки беше зголемувана минималната плата. А зголемувањето на минималната плата создава инфлација. Така, И секогаш газдите ќе гледаат плюс да си додадат 30, 20, 50% и дојдевме до таму не само што кај дојдовме. нас. 39.000 денари во моментот е просечната плата. плата. Меѓутоа кога ќе преземете која е најфреквентна плата, не е баш така. Па да, ти пиеш вино, ја пием вода, у просек пиеме шприцер, да. Професоре, Значи, ова ми беше идејата, допираме значи- вредностите и вредносниот систем. Како да се уште функционираме по стариот вредносен систем, а овој новиот демократскиот некако не е малку Тешко се менува, затоа што ние премногу Даренов, што ни велеше тука Даренов го идеализираме ние работи. состојбите во општествата, политиката. Зошто? Затоа што политиката повеќе влие врз пазарот. Ние рековме кај нас не е слободен Тоа е пазар. прашањето, Златев, да знаеш. Значи не е ова капитализмот на слободен пазар, па имате идеја. Нигде тоа не Па постои. тоа е во социологијата има еден Вебер го нарекува бирократски капитализам кој што има одамна, наспроти рационалниот капитализам кој го сметаше како производ на за него на протестантската етика. Макс Вебер мислите? Макс Вебер, да. така.
Иако тоа понатаму тие негови Па, он ја тези не измисли се... бюрократијата, ама као позитивен поинт. Да, Као бюрократија позитивен, а сега е крајно негативно. Таткото на социолошките рационалниот конструкт на организација на општеството беше бюрократијата по него. А ние пак за разлика од Маркс, каде што таа е нели искрено. Само да ти кажам, ја сега ќе идам у Марс да му запалам свеќе на Маркс. Ова е оксиморон. Значи, во име на сатири ќе оставам венец, ќе речам од комунистичката младина. Злате, морам да ти кажам нешто. Две работи ти кажам. Значи, јас одам по улици и оттаму купувам книги од штандовите и од уличните продавачи. Мене први индикатори за што ќе се случува се таму. Моментално, книгите на Маркс и Енгелс се најскапи и на од Ленин, уличните да. и Ленин, пардон, се најскапи книги од уличните продавачи. Мисли му а ти што значи тоа? Мисли му а. Има многу интересен феномен на гробиштата во Лондон кај што е закопан Карл Маркс. Да. Веднаш наспроти него знаеш и кој се наоѓа? Не. Исто еден виден социолог Спенсер. Ово Спенсер. Сега, али многу интересно има мапа направена тоа е као меме. Ги имаш Маркс и Спенсер, а така се вика еден од најпознатите брендови за облак. Да, и они се звали. Да, ќе дојдам обречен скрос Маркс и ствари Маркс и Спенсер и вика дали од овде вика им дошла како се вика инспирацијата како да го крстат на бренд, а они се баш еден наспроти друг погребани. Меѓутоа за да го разбереме, да речеме повеќе проблемот ја спомнавме САД што се случува. А зашо комунизмот пропадна? Извини, знаеш дека се продаваат влезници за на гробот на Маркс? 7 фунти е да влезеш на гробот на Маркс. Ја потврдуваш мојата теза. Зашо пропадна? На крај комунизмот се сведе на тоа влезници за гробот на Маркс. Затоа што као Боесот Реган испадна поисхитрен и попаметен од Горбачев. Од без од општество без Ама немало такво нешто како комунизам. Јас не знам ни една држава која што рекла ние сме од сега комунистичко општество. Зашто за да имате комунизам државата треба да одумри. Го има во книгите на филозофите го има. Тоа е секој што го работи Маркс. Замислено. Капиталот едно од основните книги што мора секој да го прочита. Во САД, од врвни универзитети, ако сака да се занимава социологија, политика, има една од задолжителните литератури и Маркс. Дури и католичките универзитети, кои што имаат, развиваат социологија, го читаат. Без оглед, не значи дека вие треба да биете марксист, неговата анализа на капитализмот е прилично интересна и субтилна. Најдоброто нешто од Карл Маркс е оној концепт за диалектички материализам. Јас го обработувам прилично во мојов научен опус. Диалектичкиот материализам е една анализа на капитализмот и општо на историјата на човештвото, каква што не може едно од најблиску до, како да кажам, најблиску до емпирија, не е се уште емпириски со некои бројчени фази, но е премногу прецизна. И сега ќе се надоврзам. Проблемот со Карл Маркс е што времето на одумирањето на капитализмот тој го промашува. Односно, суштината е дека и просторот. Суштината е дека не дава тој не дава предвидување, но меѓутоа она што е не би се согласил, да речеме едно од контрадикторните што би рекол да не е бил на капитализмот, има многу. Сакав да ви го спомнам Райт Милс, кој што елитата на МОК-та ја преведовме ние преку Сдруженијето и без оглед што 57 или 59, не е важно која книга, дава една таква анализа како функционира на америчкото општество, што ако ги смените индикаторите за времето, можете и денес да ја користите. Да речете, ова денес се случува. Зошто Маркс е релевантен? Затоа што он смета дека капиталистите помеѓу себе се уништат со конкурентноста. И тоа се случува. Милс го анализира дека средната класа американска, тоа е во белите јаки, почнува да се менува од собственици на ситни фармери, мали погони, тие стануваат она бескласна, без собственост
класа која што е во услугата, Еве сега во ќе ви кажам, услужните во однос на дејности. тоа. Само Да. секунда да го докажам. И сега што се случува? Гледате дека денес се повеќе, посебено после ковидот, тие што биле богати уште повеќе, не знам така, колку го збогатуваат, расслојување. средната класа полека почнува да се намалува. Тоа сака да ве прашам. Зошто немаме големата. средна класа ние во Македонија? А во социјализмот имавме. И па затоа што И таа создаваше се, таа беше моторот. па таа и троши. А зошто Значи, сега немаме капитализам средна без класа? потрошувачка немате. Тоа Имаме е елита политичка збогатена и менаџерска и имаме социјална Всушност, средната класа е таа која што троши. Да. Кога видите дека не се троши, тоа значи дека капиталот се создава на поеков начин. Ја може да кажам дека имаме елементи кои што водат кон феудализација. Еве, сега Пак ќе ви вика, кажам. текне феудализам. Верували или не? Кој што се базира на 1% ориентира. од светската популација. И сега вика, кога ќе рече некој, ги гледат оние радикални левичари во Америка, вика the 1%, се борат против така е, 1% да. од светската популација. Но, суштината е дека не е ни 1%, помалку е тие што владат. Зошто? Затоа што во просек 1% од светската популација, велам, во просек заработува $33,000 годишно, што е ништо. Значи тоа значи $2,900 месечно. Така? Да не може да преживеете, да речеме. Значи, најголем дел ако во вие градови. заработувате повеќе од $33,000 годишно, значи, вие како професор, ти како нели пензионер со надворешни Да. активности, ја како медиумски собственик, вие сте во 1% од светската популација. И тоа е лудо. Тоа значи дека дури и тој 1% не е богат. Зошто? Затоа што дури и во Далеко од Македонија, богат е тоа. дури и во Македонија 2,900 евра годишно, да, живееш убав живот, ќе ти биде се кулно, но знај, но ти не можеш да купиш хотел со 29 тие илјади. пари. Како? 2900 годишно или 29.000? Не, месечно. месечно. Месечно 2,900. Добро. Годишно е $34,000. Да. Значи, со 2,900 долари во Македонија ти ќе живееш убаво. Сега не зборуваме се. Но ти не можеш да купиш хотели, Мерцедеси, Ламбурџинија. Значи, тоа сакам да кажам, дури и тој 1%, најголем дел од тој 1% не се оние најбогати. Толку е големо класното расслојување Големо е. на планетата Земја. Па, забележително е после ковидот. Уште повеќе се гледа затоа што во кризата токму За тие ковидот ќе откриваме и многу други тајни работи, ама ајде да не одиме сега во некоја конспирација. Меѓутоа не се работи за инаку јас сум разочаран. Не се работи Гледајте ги за умирањата и конспирација. болестите после Него, ковидот. гледате појави дека какви имаме. сите овие Професоре. големи Бил Гейтс да речеме, велат дека он најмногу оди во купување земјиште се. Значи гледате во друга насока се пренесува. Софтверот вие мора да го рентате, не може да го купите. Доколку Бил Гейтс изгуби 99% од својот имот, повторно ќе биде милиардер. Да, значи, Тоа е тоа. тоа е навистина. Чудно, тоа. одиме со кратка пауза за реклами. Ама. Па сега мора од нешто да Тук живее. ќе не изненадиш. Како ја ќе стигнам до тоа да Право бидам на глас до сакам, тие после 1%? После паузата те Како молам. ќе стигнам ја до тој тие 1%? Право ако на глас немаме- барам после паузата. Те Апсолутно, молам. да. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Актуелна тема во овие денови е овој бојкот кој се најавува на маркетите. Навистина очигледен е нефер однос од старана на маркетите и инспекторатите очигледно веќе почнаа да роварат, но она што е, знаете како некако многу на трендови ми функционираме. Во Хрватска и во Црнагора почнаа бојкоти и сега ние како ќе бојкотираме, ама ќе бојкотираме еден ден и тоа во петок и што ќе донесе тоа освен што во четврток и во сабота ќе има многу поголема гужва во маркетите и оние работници кои работат таму за 30,000 денари максимум ќе бидат дополнително оптоварени. Што може економски да смениме со тие бојкоти? Мене тоа ми е прашањето. Ја вчера малци провоцирав и велам, извинете, кој ден е бојкотот на маркетите? Да знам да одам на раат без гужва да си испазарувам. Символиката е важна. Револта што го искажуваат.
Те ќе го искажат револтот кон маркетите, ама тоа е индиректно порака и за Ама да истраиме, професоре. за политиката. Да Па сме знаете, упорни не е малку. прв пат. Ова сте во право. Ова сега е како еден вид тренд, Трендовски, затоа да. што веќе почна и Хрватска Хрватска. и Србија, нели, со протестите Видела, почна и штрајк. Како беше тоа со кој е кренал ногата, жабата ли заедно? Меѓутоа имаше и претходно, ако знаете, со струјата, идеја ден без струја, да нема, знаете, имаше и такви идеи, и тоа е, па, да исклучите цела струја, можете и система да го пореметите, мислам, тоа е не е баш така наивно тука. Иако ова сигурно за маркетите нема да има. Може едно моје размислување на ова меѓутоа, тема. тука- У четврток ќе се тепат за тоалетна, ако се сеќавате, кој купува по 20 ролни. Не, генерално е символиката, како понатаму ќе оди, Професоре, тоа е. гете едно моје размислување, така малку е интересно. Те може протест против маркетите тоа- да се не направи. само, ама тоа Зато може- така би било поефективно од ова. Не, Ама ама може тоа да фигуративно е против маркетите, не е против маркетите, против символиката. олигарсите во Да. трговските друштва. Символиката што може да се развие понатаму во посериозни протести доколку не се случи нешто. И најдобриот коментар вчера, ова говори се за тоа колку ни народот неписмен, се економски неписмен, не ќе бидам. Велат, не купувајте, вика, во маркетиве, купувајте во тие малски продавници. Па ви отидете у малски продавници, поскапо е. Кооперација. И тоа значително поскапо. Значи, зборувам дури најскапите маркети, не знам кој е, Рамстор и Веро се најскапи според некои истражување во Скопје, најскапите маркети се поевтини од оние малски продавници. Не, ја поинаку гледам. Гледате вака. Еве новата власт, да речеме. Се договараше со бизнисот преку коморите, успешен договор. Се договараше со бројните синдикати за почеток, успешен договор. Со пензионерите, успешен. Со здравствените работници за почеток, успешен. Само и само трговците ја изиграа владата. Јас тука гледам прекупци, накупци, зеленаши, кои сватиле во нивниот мајнсет дека мора да се купува кај нив, дека ќе диктираат цени и дека на работникот под ногти ќе му влезат, ама последниот денар ќе си го даде. Јас така го разбирам. Еве, јас пошто сум Затоа лоза, треба да се организираме јас- против мене, еве сега ме обвинуваат ти многу нека пари те имаш, обвинуваат. затоа го Јас ќе те Еве бранам, сега Злате. ја ќе ти кажам, кога секој од вас купува вино од Тиквеш, од Мовино, од тие таквите винари, вие мене ме експлоатирате. Зошто? Затоа што они нас ни купуваат грозје за мизерни цени, за ниски цени, а после вас вината ви ги продаваат по 700-800 денара у маркет и вие пиете вино за бадник, знаете, експлоатирајќи мене. Може да те утешам? Значи, еве се, најискрено ќе ви кажам. И ја како земјоделец. Злате, Од земјоделска фамилија се, а не сум професор, дека само земјоделец. јас не те експлоатирам, ја не купувам вино, мене ми даваат вино. Не, јас си купувам шпанско вино, пошто Брчуците. некам да им правам. Не, ја Си купувам македонско, шпанско, македонско. италијанско, дури поевтини се, и тоа е најголем од Канада вино у Каме, од Австралија, извини, Австралија. поевтино од ова Пробај со тука. португалските вина. Значи, и Ги открив во одлични Швајцарија се. пред И 30 одлични години. се. Најубави Барем вина. имаат некоја Португалските стандардизација вина. за разлика од нашија. Овелете, Добро, професор. Кај не само бовин се добри се, ама ти они си имаат Не, нивни не е лозови. точно, не е Не експлоатираат нивни Да, лозови. Добри се, ама не се само они. Македонија не може да ги достигне некој од економските параметри, вие ги знаете, пошто сте економист, од 89-90. Да. Да. Што значи дека целиот период на транзиција, знаеме каква е приватизацијата, што се случуваше, и таа приватизација не генерираше развој. И оние пазари што ги има, најголем дел ги изгубија затоа што не му треба едноставно. Му паднало од небо фабрика, кога сака плаќа, дава плата, кога не. Таков период беше тогаш. Им ги зема акциите на работниците на еден или на друг начин и ти нема мотивација, а ниту пак можности да ги задржат пазарите. Конкуренцијата тука умот е значен и моментот да го искористите. Од производители на храна, ние сега, не сум ги погледнал последните податоци, меѓутоа најголем дел од храната се градинарски производи, се увезува. Што значи, тоа е веќе дестимулација на
земјоделците да им се откупува. Во земја со скоро 300 сончеви денови, ние увезуваме Македонија рајска градина врело. Значи, да. Тоа се апсурдите наши. Увозот. Вие кога ќе видите фактички дека има и се создават некои монополи на увоз на храна. Сега гледаме со новиот директор на царина беше некаде Бобан. и видов некој зашто колку се зголемени приходите сега. Значи тука имаме одлив од приходи. Некој мижел на Да, бе. увез на храна. И сега вие не може никогаш да произведете колку што може да се увезе без царина, без даноци и на пазар да му бидете конкурентен. А Ќе вие земе- плаќате данок. Ќе царина. земеме млекото. Во Македонија секоја година имаме се помалку и помалку крави. Значи Крави, овци, скоро и да нема, сточарството ни страда, а ние увезуваме млеко од Србија. И ќе речат, ама знаете, српското млеко е поевтино. Поевтино е затоа што во Србија има многу повеќе крави, има многу повеќе земјоделие и секогаш кога имате вие зголемен квантум на производство на нешто, цената ви паѓа надоле. Кога имате помал квантум на производство, не знам, ако еден телефон кошта да го направиш 10.000 евра, која ќе направиш милион телефони, еден телефон искача 30 евра дека треба да се Има, чини. па, Пример 98 кажам. година кога Има алтернатива сакаше од Холандија да увезе крави, ни се смееја сите. Не. Па сега ги нема кравите. Нема, има и са некои, како ги нарекувате, компаративни предности, Да. каде што вие можете некоја гранка да развивате, дали е сточарство, земјоделство и кои што не можете. За да бидете конкурентен со млекото, ви треба современ тип на фармерство. Така? Да. Со храна да имате доволно, и тоа го немаше. Вие ако увезете крави, увезувате храна, точно за нив, вие никогаш нема да бидете но конкурентен знаете со како, Србија, ние може да која бидеме- произведува храна. Ние може природните услови нас ни налагаат дека ние може да бидеме само одржливи. И не може, пак ќе кажам, Израел, кој е по територија исто колку Македонија, не знам дали знаете. Израел и Македонија скоро исто Скоро, се. скоро. Скоро исто се. Тоа може ќе се Помала прошири. рачуна. Така Како ми е поставено, помала. Не, се може ќе се прошири. Да. Сега ќе се проши да ги видиме со Газа и Западен брег како ќе биде. Не може Израел да е неколку пати поголем производител на храна од Македонија, кога Израел е во пустина. Кибуци. Пустина. Значи, Еве го одговор. во пустина. Кибуци. Израел е во пустина. Систем на Да. организација и на производство. Ама не е Израелски системот кибуци. стои. Меѓутоа они многу почитуваат наука. Да. Наука Дисциплина, и одговорност. имаат финансиска Професор, помош, тука морам нешто да инвестиции. прашам. Знаете колку имаат од ДСД помош. Секоја година Добро, 1 но- милиарда, Да. па Ве молам нешто. кај нас субвенциите што се даваат на Тоа е земјоделците, социјална категорија. значи, па не е само социјална. Мислам, тука сега читав исто и во Италија имаат И криминална Така, категорија, да. Не е Каде само што- социјална во правост. каде што фактички се дестимулативни наместо да стимулираат. Ха. Нели? И сега тоа се све аномалии што треба време да се решат. Зошто? Затоа што, знаете, кога ќе трне колата на удолница, треба многу поголема сила да ја запрете, а па за да почнете да ја кревате нагоре, уште повеќе. Секој кај на пример кога што дава државата субвенции за земјоделие. Да дава субвенции за купување на станови. На пример, ти си Па на младите браши и двојки нешто не, им помагаш. Добро, но да дава субвенции Проект за беше купување тоа. на станови. Ви знаете колку ќе порасне цената на становите затоа што уствари тој што го гради станот, он вика супер, јас сега вие ќе си ги Абе, земаме чу, за дополнително. Он си ги рачуна. 3500 Знае, евра злата дошло у центар. Нели е срамота бе тоа Златев? Јас кога Ајде, ти зборував пратиш дека ги треба тие да се работи. воведе данок на имот Ма повисок тамо срамота е каде ова, што не Златев. живеете и дека треба да се добие данок на наследство Холивуд за сме. имот поголем од 200-300 илјади евра недвижен, мене ми зборуваа дека сум комуниста. Али јас со овие две политики Грција го намали. А ќе направам ја од тебе цената добар комунист. Професоре, морам нешто да прашам. Си извинувам. Што е проблемот? Е малку шкакливо. Софтверот не чини ние или хардверот системот не чини? Демократскиот систем, мислам. Мора нешто вие социолозите да Видете, ни сега, помогнете. Ја ова што се случува го нарекувам демократски апсолутизам. Виж, не сме в тоа да го елаборирам. Имаме време, имаме. Ние
бираме еднаш одредена гарнитура што ќе владе, ама владеат апсолутистички. Тап елити ќе се соберат. Имало референдум, нели, против влез во Европско унија НАТО, ако се смени името. Нели, така беше терен. Ама тоа не важи, тој не бил. Значи, вие сега референдум кога не почитувате највисоката. Дали е тој како го одредија како консултативен или не, кога веќе сте го направиле, мора да го почитувате. Не постои такво нешто како консултативен. Велам, Златев, не се меше во правото, ајде. Велам да е задолжителен и консултативен. Ама не беше така распишен како. Ама го извртија, Златев го извртија. Сакам да ви кажам дека идејата ја погазија волјата на народот. Ама значи не се води од тоа е принципот на демократија, значи ние немаме демократија. Не само кај нас. Земете и во Европска унија можеме да спориме за многу работи дали има демократија или не. Да, професоре, и на кое ниво е тоа. Во тој контекст. Да. Каква политичка елита, каков представник на политичка елита е човекот кој жареше и пареше едно 5-6 години, колата ја ставил во некој сервис, сега е размонтирана, 6 месеци неговите наследници не може да најдат колата на едно од министерствите на владата на Република Македонија. Што елита е тоа, бе, професоре? Каква политичка елита е тоа? Тоа е за одредена партија, веројатно. Познати од групи или груни, како јас го викам. За таа партија, веројатно за таа средина, тој си бил некој тип на елита. Меѓутоа, автократ, па тоа е автократски тип на владење. Значи, владееш од собствено убедување и правиш оно што го сакаш. Зошто? Затоа што немаш никакви последици. Зате вие виде колата во каква состојба е? Затоа што нема контролни механизми. Па барај на интернет ќе видиш. Значи, не функционира без мотор, без врата, све. Не функционираат контролните механизми во државата. Контролните механизми, судството, правосудството, уставен суд. Речеме се случаат се буди корените промени кои што уставниот суд мораше да реагира, а да не се прават ненадлежни. Еве сега гледаме судии кои се предложени од републиканците, дел од овие политики на Доналд Трамп му велат, извини дечко, ова не е уставно. Да. И значи, пази тие станале. Што има лошо во тоа? Нема ништо. Тоа е владење на правото. Тоа е нивната улога. Тоа е нивната улога. Владење на правото е дури тој кој те поставил да му кажеш дечко, извини, ова не е слово на закон. И сега, но знаете како, ние кај нас имаме да седнам да ви ги ја да ви вадам, пошто нели како медиум, да ви вадам пресуди и да ви вадам судии. Значи да читате што све е донесено на нашите суди. И граѓанскиот суд е далеку покорумпиран, нели, од уставниот суд. Еве сега јас од другиве судови. Не станува збор за корумпирано. Добра и се дават на нетитулари и на несобственици. Зборуваме за нефункционирање. Големи штети се прават. Па се прават штети ако не функционира. Затоа е довербата 2%. Еве да ви најавам. За неколку месеци од сега работам на едно истражување за судиката, да речеме, од граѓанскиот суд Гордана Јакова и нејзината вмешаност во коруптивни активности. Имам докази. Веќе имам и од дел од институциите одредена соработка, каде што јас оваа судика ќе ја разобличам буквално, еве сега нека го свати овој како закан и како се, но противправни пресуди, дел од местенки, заедно со Маријан Доказ, заедно со еден бивши градоначалник и така натаму. Зошто закана? Зошто закана? Па не, еве ќе видите. Ако е со факти, од рекетарски коруптивни шеми. Дека ти работи со факти. Со факти работам. Јас сум една од странките во процесот, но да видите како... А не тоа за субјективизам ќе те нападнат. Нека ме нападнат, но да видите како може некој да измисли дека вие сте кажале нешто, значи да измисли дека вие сте кажале нешто што не сте го кажале. Така? No. И да ве осуди на 220.000 денари клевета. Ја ќе ти го објаснам што е. Врз база на тоа што Маријан Доказ објавил дека вие тоа сте го кажале, а ја не сум го кажал тоа. Сега ќе ти кажам како се прави. И ме пресудува оваа судика 220.000 денара. Слушај го, Златев.
комунистички начин, сега кефки си направам, ама така, направење на записниците судски од рочиштата. Јас тоа го приметив. Демонстрирам докази дека тоа не е објавено нигде. Да. Значи, од тврдење на медиуми кои ми дале дека кои го пренеле тоа од кај Маријан Докаш, кажуваат, вика, ова не е објавено. Значи, од кај не е земено од профилот на Златев. На мојот профил вештачење давам дека нема такво нешто објавено и она ми пресуде 220.000 денари за клевет. Затоа што, знаете, и тука ќе видите, сега нормално, тие 220.000, 100 ќе си земе Гордана Јакова за неа. Така функционираат судиите во Македонија. Само толку? Па нормално, да. Тарифата намалена, пример. Многу беше привлече внимание договорот со Бехтел Јенко. И беше јасно дека тој што го потпишал нема право да го потпише. Монтеверес на корупцијата. И сега видите државата без оглед што тој немал право да го потпише, државата го прифаќа тој договор и мора да го исполни. Кони. Видите кој е апсурдот? Дали државата е компанија сега? Тоа е другото прашање, нели, што влегува. Од две зла бира кој е помало. Не, ворете. Меѓутоа, каде е одговорноста за ја нема. тој подпис? Ја нема. Исто со Преспанскиот договор. Во бегство е одговорноста. Еве да ти одговорам. Ама тоа не значи дека го амнестира од одговорност. Да. Без оглед дали е достапен или не за органите. Исто со Преспанскиот договор. Каква полемика имаше, дали Димитров беше министер, имал требал да го потпише, имал право да го потпише или не. Ако има правда еден ден, тој човек ќе биде обвинет. Сега. Процесуиран и обвинет. Какви обврски се преземат? Истото е со договорот со Бугарија, со прифаќање на францускиот предлог, така наречен. Значи, како може некој да земе обврски кои се на штета на државата и никому ништо? Сега тука прашањето, го спомнавте, Уставниот суд и кои све други органи ги имаме, кои што треба, како што на Трамп му реагирале, така, не сум видел што се случува денове, нели има многу актион објави. Кај нас тоа го немаме. Нема кај нас некој да се спротистави, да рече, чекајте, ова не е, ние може да зборуваме како научна јавност, судска јавност, или тие што го следат судството од надвор. Меѓутоа институциите не реагираат на тие. И секој може, значи, да заклучиме, секој може да потпише каков било договор, Македонија ќе отплаќа, тоа значи дека сите ние ќе отплаќаме и никому ништо. Апсурдот е што тој договор, да речеме со Бехтел и Јенка, ќе го реализираат пак наши компании, луѓе што работат кај нас, ама цената е, не е само кај нас случаи, тие се познати и во Србија, на Косово и таму. Тоа е апсурдот. Не е проблемот дали ќе го реализираат проектот, него зошто штетните договори немаме реакција. Подсетувате пред 8 години, сега случајно или не, има многу такви. Постариот Миновски, вашиот татко, историчарот, ми ја даде стратегијата на Бугарија контра Македонија и јас таму на дело го видов договорот меѓу Грција и Бугарија како да ја оплячкат Македонија со име, историја, култура и јазик. И зошто тоа некој не сакал да го виде, бидејќи знам дека Миновски таа стратегија ја даваше на повеќе луѓе. Зошто некој не сакал тоа да го виде? Затоа има кривична глава во КЗ-то на Република Македонија, дела против државата. Затоа има нешто што се вика велепредавство и да не ги редам сега сите. Уставен поредок, контрола и ова и она, и некој треба да одговара. И ова не е заканување, што би рекол Златев, туку ова е отварање на очите што ни направија забегани политички елити. Не. Значи, види, со националните и државните интереси. Ако некој мисли дека е притисок кон судството, тоа што јас очигледна местенка сум објавил овде, и ако немам право тоа да го кажам, ако немам право тоа да го кажам, тогаш слободно нека си прогласат дека овде имаме диктатура на неписмените судии. Да, не може и парламентот да биде амнестиран од одговорност. Не. Видете, оставете го парламентот. Парламентот, согласно законите во Македонија, вие не може да одговарате за тоа што сте гласале вака или онака во парламентот. Но,
оној кој сте го поставиле да биде судија, оној кој сте го поставиле во судскиот совет, не може да не одговара кога прави криминал. Ме разбирате што сакам да кажам? Нереагирањето не го амнестира. Значи, не само нереагирање, тука има и несовесно реагирање. Точно. Односно реагирање да прибават лична корист И материјална корист за да му наштетат на некого. Значи, и јас имам отворено право да сметам дека Гордана Јакова, ја спомнав као судија, си лапнала 100.000 денари. За мене да ми доне ваква пресуда, ние со волку пари не сме виделе за клевета со години, обично се 20.000, 30.000, 10.000 денари, затоа што во духот на законот е тоа да биде символично. Ама не ја стотче ки дадат, ки иде на одмор сега, ме разбираш? И тоа е тоа, но, пак ќе кажам, среќа во држава постои МВР, среќа во држава постои обвинителство, а за тоа, за какви против, тука има и дел на странски влијанија, постои агенција за национална безбедност, така што се надевам дека системот во оваа држава ќе собере храброст на Гордана Јакова да ја каже каде е местото за моето стотче што сака да ми го земе. Значи, видете, не си ти единствен, Злате. Да. Това е проблемот. Да си ти изолиран случај некако, просто ми вака што ги ти речем као на сир, ќе те решиме. Ама не, далеко сум ја. Стотици илјадници се Што е со оние луѓе, што не можат да кажат било што? Знаете, што е со оние луѓе чии судбини се нарушени поради ова? Па професор, има ли излез од оваа состојба? Што вели социологијата? Што е сега работава? Ке работиме малку на свеста, издигање на свеста? Не се работи само на свеста. Ке се освестиме дека институциите треба да функционират. Всушност, ваквата поддршка за промена во Македонија има големи очекувања од тие што и дале доверба нова влада. Ама еве ги отпорите. И дека ми се скара Златев. Видете, зошто одел во Америка премиерот? Кој го покани? Видете, тоа е сега повеќе. Како он тоа само он од Балканот да оди? Тоа е сега друг еден фолклор да кажеме. Пази, нека се љуте Златев. Пази, во друштвото поканите имало крајно десничарски партии, представници на партии со фашистички идеологии. Па што е крив нашиот премиер за тоа? Па нека ни тој. Па канат United States of America канат. Комитетот што го организира тоа. Тоа се идеологија што рековте прескати излатев. Таму имате и леви, ги спомнал. Ама не ли гледате спинување дека е тоа? Не ли гледате дека е тоа извртување? Дека тоа сака да се наруши угледот на владата, дека отишла да се шета, клетите ВМРО-ци зашто одат во Америка? Меѓутоа, ова е под наводници. поентата се заборава дека ние имаме договор за стратешка соработка со САД. Да. И јас не знам како е беше. Пеки, шо викат. Може би демократите нив ги канат, не знам да ви кажем искрено, нямам увид во таа работа. Не. Тоа е Димитар Ковачевски беше на конвенцијата на демократите. Да, значи не е тоа. Нема ништо лошо. И реакцијата е па тогаш не се дигна таква галама Златев. Да бе, дали пиар агенција годнела таму и ако очигледно и он си бил поканет, така како што си бил, но тоа не е. Но тоа веќе не е ни тема. Мислам дека се кристализира во Македонија. Јавното мислење е јасно и на луѓето им е јасно што се случува. Ние, знаете како, вие као медиуми може да зборувате што сакате. Јас ја можам да кодошам кого кажу да кажам што сакам, но суштината е дека на крајот од денот граѓаните знаат што им се случува на нивен грб и знаат што е лага, што е вистина. Јас верувам во дека и покрај се во Македонија колективно постои свест да се утврди лажна перцепција од Ама иначе не би постоеле ни. Значи, постои. И сега вие може да зборувате што сакате, но може да речеме народна мудрост како сакате, меѓутоа тоа е она што не направило да обстанеме 500 години турско разни империи, не знам какви имало. Знаеш како? Жилова материја сме. Значи од антиката до денес не е изгубено место. Видете, она што е најголемата трагедија, тоа е вие за многу жртви се дадени да се зачуваме, особено граѓанската војна во Грција, кои ќе гледат интервјуата правени со
Прекриен 10-та геноцид бегалци, е тоа. 2010-та, врз база на што се правени овие документарни филмови што едно време ги забранија, ќе видите најголем дел од нив, последните зборови им се што и кажуваат, името да не го давате. Името ни е светло, затоа гиневме, вика, да не го давате. И што направивме некако еврејскава, кога купуваат куќа, го прашува дали си ја изградил Татко ти ти или или си ја ти? наследил. И знаете кај е најголемата трагедија? Еве сега со името. Имаше еден тотално, како да кажам, насилен процес. И сега секој што може да каже различно дека тоа беше насилен процес. На насилен начин се случи. Ова не беше нели со пушки, со убиства и така. Па не, таму е насилството, да. Насилно беше силувана мнозинската волја на граѓаните во Македонија. Но она што е сега другиот проблем. Сега вината за името ја има тој што е сега на власт и викаат, ама сега ти не го враќаш. Така е. И го насочува. Очекувањата се тие. Да, ама знаеш како? Сега, ти кога доаѓаш на таа позиција, ти доаѓаш во една комплексна политичка така состојба каде што ти не можеш тоа туку така да го направиш. Ама затоа вели премиерот не е затворено прашањето. Да. И пази му рипна. Грците ничем изазвани му рипна. И сега имаш уште една ситуација, еве како земаме ова со Бугарија. Сега пази. Еве сега ништо, гледаш, лажевте, не може да направите ништо со Бугарија. Ти си подпишал договор во кој што Бугарија ја ставаш во една фаворизирачка позиција, односно нас де факто не ставаш во подредена состојба во однос на ЕУ и во однос на Бугарија. Тој договор е што е противуставно. Што е противуставно. Така. И сега ти им викаш на бугарите, сега еве гледаш Бугарија не прифаќаат преговори. Па како да прифатат? Они си добиле на готово луѓето. Кој нормален би прифатил? Значи сега ја па кажам, јас сум нели да бидам јас советник на бугарскиот премиер, да сум бугарин, да ги наставувам бугарските национални интереси, за среќа не е така, но веројатно има некои такви советници кои се разбираат у меѓународни право, меѓународни односи, дипломати и така натаму. Тие сега ќе му викаат на премиерот нов на Бугарија, на председател, немој да сте седнале. Ние више си добивме тоа што си баравме. Знаете, значи Македонија сега има... има вечер дел од интервјуто и беше тоа. Не ги интересира, за нив е завршена работата. А кај се националните и државните интереси на Македонија? Не е завршена работата. Работата тупрв ќе се отвара. Ама само кроз призма на заштитување на национални и државни интереси. Знаеш како ти ќе го отвори? Некој ја направил веќе штетата и сега некој нов има договорното право. Ова морам да го кажам, професоре. Договорното право не е трајно и не е непроменливо. Па имате член дека може да се раские. Но знаеш како, Сотир, но сега тоа е правниот поглед, но политиколошкиот поглед кој е на работи? Зошто катастрофален. Значи, зошто некој би се повлекол политика на сила. Значи, не. Зошто некој сега би се повлекол и би го раскинал тој договор кога е во негова полза? Да. Знаеш? И сега, знаеш, кога на крајот очекувањата се со тебе, ти не можеш нив да ги оцениш. Они можат тебе да те уценат. Ние така сме доведени во позиција. Ние сме доведени во подредена позиција. Апсолутно. Нешто кое не бевме пред това. Ги подучи Макрон и сега не напаѓа за човекови права узурпирање во Македонија. Први во Европа сме по почит над малцинствата, бре. Први сме во Европа. Сутер, Макрон не е само Макрон. Значи евроинтеграциите не се врзани само за Бугарија и Грција. Значи таа е малце поширока слика. Да, ама Франција не е за Бибери работа. Франција не е за Бибери. Знаеш, 903 две републики имало во Европа, Француска и Крушевска. Така, немало други. И затоа си патиме ние. Ко сите околу нас биле монархии, ние сме биле демократска република. Никој не сака да признае, не ми дават да зборувам ја во другите медиуми кој ќе спомнам Филип и Александар. Македонскиот народ на Народно собрание го бирал кралот, бре. И тоа е многу чудна појава, бре. А ваму, ајбе сега ти пак ќе зборуваш за... И затоа не зборувам ја веќе за Александар. Ама ја во пракса го спроведувам во моите обуки Златев на кој ми се смее и ме зафркава. Не, самите интеграции се поставија на погрешна патека, би рекол. Или сака да се реализираат на погрешен начин.
не расправаме. Професоре, ти ги знаеш много добро, таковците на Европска унија сме пишувале брошури, сме ги славеле, кога бевме Европа Дей, се сеќаваш 7, 2007, 8, 9, 10, 11. Не зборувам за нив, зборувам за нас. Ајде молам, професоре, значи, за нас зборувам. Кажете ни дистинција, татковци на Европска унија и оваа генерација нивни внуци. Разлика драстична во споите. Ние зборуваме за неспоеви идеологии. Сега ви имате зелени во Германија што се многу милитантни. Така. Како тоа не одјат идеолошки. Да, чудни се идеолошките конструкти сега. Меѓутоа ние поставивме таа европска интеграција како ултимативна цел без оглед на последици. Да. Значи тоа се постави со тоа што европските интеграции не тргнува од потребата за реформи кај нас, значи не се праве реформите заради нашиот подобар живот, него заради некои листи таму на потребни промени што треба да се нотираат од европските бюрократи со што би се отворил патот за да преговараме, пазите вие сега тоа. Тоа е посебно нонсенсинија правниците велиме. Макрон ја смени целата методологија заради идејата да го забави тој процес на интегрирање. Зашто овие наши велики да читат дека нема проширување? Ама во таа методологија меѓу редови пишува. Кога беше нема на проширување. Говор, кога држеше отворено го кажа таму. Да. И тој и на србите вучиш до него кој што го пречека, не знам како. Па си имат они добри односи, традиционални. Имат, значи убаво го пречека. Сакам да ви кажам како вистински пријател. Меѓутоа он си кажа дека Европската унија мора да се реформира. Ти знаеш дека барем 15, ја не гледам дека се реформира. 20 години дека има консензус. Ние не можеме да успееме и во преговорите. Притиснати се они од мигрантите сега, по таа криза им паѓаат владите, притиснати се од социјалната и здравствениот систем во Франција, економската криза се мигрантите, економската криза, рецесијата на германскиот генератор, анализата на Драги за компетитивноста на европската економија, на Европска унија, многу јака анализа. Укажува дека не се слаби, не се компетентни. Професоре, да знаете дека ја крие таа анализа. Па не знам, ја има. Да, сега веќе ја има. Меѓутоа не се компетентни. Прво во енергенсите, неколку пати се поскапи од САД, да не зборуваме за Русија, Индија и така натаму. Со човечките ресурси се многу послаби. Да. Дефицит на лидерство, мигранти. Нема крај. Нема потреба натаму да го следиме главните елементи за да бидат конкуренти и го губат здивот во науката и технологијата. И во однос, особено во однос на САД, ама и во однос на Русија, Индија, Кина, особено Кина. Кина има голем прогрес. Кинезите се напред, економски се number one они веќе. Па не, знаете што 2013 со Нела Петковска бевме на една конференција во Софија, Европска асоциација за наука. Да. И таму даде председателот на асоциацијата даде податок дека знаете, Кина произведува 1 милион научници годишно, ама вика немој да се плашите, кинеската економија не може да ги абсорбира. Сега Златев ќе ви одговори. Во Кина има 5 милиони регистрирани пинг-понгари. Теоретски кога професионални пинг-понгари. Теоретски кога ние би влегле во војна со Кина, они со пинг-понгари може да не победат. Но сакам да ви кажам дека ефектот од науката се види. Сакам да еден аргумент да ти испортисам. Ајде. Вака. Ама ова е замислен тест еден, бидејќи нели јас сум правник, за да не замуцувам цел ден. Ова што го зборевме преска има ли ступидни прашања или нема ступидни прашања. Во моментот ќе ми дозволиш како наш шеф овде еден замислен интервју да направам и јас како новинар и некој премиер на некоја соседна држава и јас само ќе ти ставам пред тебе две прашања да ги чуеш. Едното прашање на премиерот му викам дали сте вие геј? А другото прашање му викам дали вчера бевте со швалерката во тој хотел? Дали е тоа ниво и интервју на новинар со премиер? Не мора денес да ми одговориш, имаме прекрасен гостин, ќе се сретнеме, да се разбереме. Јас не би судел
новинар врз база на тоа што го прашал. А кој го суди? Значи, Кој го тоа суди? треба да си го Си суди давам јавноста, мислење но си давам. морам да бидам сега искрен со тебе и да кажам до дека крај. Ти си познат по тоа. во интервјуто кое ти го спориш, нигде не беа личните граници, нели, во делот на личноста, Имаше приватноста на следењето. админите. Не си го сватил следењето. Добро. Не си го сватил Значи, следењето. но сепак Највеќе заради тоа се на револтира. таков атрактивен Ја познавам таа начин, работа. на таков атрактивен начин на премиерот му беше дадена можност да одговори и мислам дека тој одговори одлично. И тоа Ја го мислам тоа. И како? Ја го мислам. Па тогаш што сега ние полемизираме, дали не. било вака или онака? Не. Значи, Само ја имам една Не. забелешка да дадам. Не. Значи, новинарите не случајно ги нарекуваат седма сила. Да. Значи, тоа е она која ќе потфрлат системите во институциите во државата. Гледате, има спреги. Новинарите се тие што треба да истражуваат. За жал, кај нас многу малку имаме. Не, кај нас поише со ставови се занимавам. Еве Па, не само ставови, него некојаш се заземат фактички страни да се без да критикуваме луѓе, пиар да стануваат, да речеме, на Јас ќе одредена критикувам политика. без лата. без да критикуваме луѓе, ајде да полемизираме за ставови. И тоа е устари како велат. Малите луѓе разговараат за луѓе, за други луѓе. Како беше, просечните луѓе за што разговара? Ама вистинските зборат за настани, за идеи. За идеи, Така да. е. Ова ти е убава Просечните мисла. разговараат Убава за мисла ти е ова, настани, да. а надпросечните разговараат за идеи. За идеи. Ајде да разговараме за идеи. Ако може да разговараме малце за идеи, професоре. Значи, одиме со едно прашање. Ми инспирира тука колегата Ерол Ризалов. Ова не е критика за Ерол Ризалов. Значи, овде не го напаѓаме ние Ерол Ризалов, но тој има одреден став и сакам да полемизираме за неговиот став. Премиерот Мицкоски во една изјава после на прогласување на нови полицајци рекол: сакам да ве убедам и покрај сите предизвици дома и покрај сите предатори внатрешни и надворешни кои не ја сакаат Македонија да биде успешна, оваа влада, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали и ќе го продолжи делото на илинденците за суверена, независна и демократска Македонија, која ќе биде најбогата на Балканот. Сега, ова последното, која ќе биде најголема на Балканот, Најбогата или најголем? најбогат. А најбогат. Најбогат. Значи, Визија. Мене тоа ми се допаѓа. Визија бе, визија. Значи, нося, Ерол Ризалов ова цинично го коментира, вели: шансите да станеме најбогата држава на Балканот се еднакви на изгледноста на кривалот да слетаат вон земјани. Прашање, без да го критикувам колегата, без да мислам дека, без да ги упатам сите, нели, тие работи, би сакал да ве прашам. Да си Зошто не смееме да бидеме оптимисти? Зошто не смееме да веруваме? правото прашање. Зошто ние сме заглавени во тоа дека сме за нигде? Да, ние сме за нигде, ние сме неуспешни, ние имаме нефункционална економија. Мали сме Нефункционално. многу, Ние мали сме сме најдоле. многу, да. Но зошто не смееме да веруваме дека може да бидеме горе? Зошто не смееме да веруваме дека ќе бидеме правна држава со организиран економски систем, со добар животен стандард, со напредно производство, со развој на технологии? Зошто не смееме да веруваме? Тука ќе се согласам со вас. Надежта Тука ќе се последна согласам умира. Со вас, затоа што од транзицијата наваму, од самостојувањето, да кажем, тому сликата за нас се гради како мала земја, неразвиена. Во ред. Нема што да бара какви умови даваме на страна? Какви умови даваме? Во Силиконска долина. И пазите долина. што се случува. Нашиот развој промени главно го подпиравме на странски експерти, некојаш кои што не ни знаат ни кај дошле. Значи, кај нас се откажа од се што треба да се... И ден денес, мислам, дури има некои такви тенденции, кога се прават разноразни реформи или не знам, имате стално консултанти. Значи, се уби довербата, така да кажеме, во самите себе, дека можеме да направиме нешто подобро. Абе, ајде примерот Симон Трпчевски.
Секогаш Ма кој имаме први? многу Ние го примери. откривме први Чекайте, европско ние движење. го имавме, како се викаше на самак фирмава, Да, од битова. совремна технологија. Не знам. Так, Е. да. Не, знаете, Значи можеме не работи. Ние секогаш не се можеме организираме. да произведеме Менеджментот нешто. ни е слаб. Секогаш можеме да се пренасочиме кон нешто. Знаеш како? Еве сега на пример. Вие сте универзитетски професор. Ма видите сега, ако нашиот јас, универзитет, за да можам- нашиот универзитет во моментов е дупка. Значи постојано паѓа на светските листи, не Видите, покажува. се една знаеш. работа е кажа. Но Тоа е чудо што го имаме што сме на листа. Да. Ако знаете дека од 2010 нема конкурс за научно-истражувачки проекти. Тоа е најжалното. Сега е кажано со Конкурирајте, тоа. не знам каде. Зошто е така, професоре? Луѓето треба да сватите дека Европска унија, ако има интерес, може да ве вклучи во некој проект. Генерално за проекти значени за нашата држава, вашата држава нека финансира. Зошто би да финансирале они така? апсолутно, но Како може сакате да се- вие понатаму да но го градите се универзитет? може да се развие, Се може може. универзитетот да Се се развие. согласувам. Агин вели, зошто не смееме да бидеме оптимисти? Затоа што преовладуваат песимисти кои всушност Не, кои не се всушност согласувам. оптимисти со реално и големо искуство. Не. Знаете како? Ако секој ден некој тебе ти вика ти си глуп, ти никогаш нема да успееш. Сега нема да Ти се ќе би- согласам со вас. Зошто? Значи, Проблемот не е во тоа, него за да може некој што не е соодветен да владее своите погрешни политики и одлуки, ќе ги правда со тоа, ма знаете, ние сме мали, мора да го слушаме. Браво. Не знам, еден, друг, Рбетот, да не ги македончето, спомнувам имињата, дали од колената, Европа, дали... коленичењето. Дошто, вие се кавате така, во професор. парламент, ни дојде еден од Британија што викаше не може секое племе да има држава. Аха. И оној што часовникот па? Па истиот е тоа. Така. И сега и што и се го гледат. Нашите парламентарци го гледат него и го слушаат. нормален, Значи, немаме достоинствен реакција. А човек за му вика тоа, искачи. во дипломацијата, знате, твоја. Сега замислете му на Трамп некој да му Се каже прогласува нешто во амерички персона нон конгрес. грата за тоа. Не е споредбата сега Ми ја вреѓа не е државата и на место. народот ми ги Па сега вреѓа. зато ви велам, за да може да опстоат медиокритети, нели? Да. Тие да ги водат главните конци, при тоа Ние мора постојано да бидеме па заглавени. дека не смееме, не можеме, кај смееме да се спротивставиме на големи сили. Значи тоа и нормално е, секој во Кај смееме да политиката присуствуваме нема на љубов инаугурации. во политиката, е интерес. Ако јас ве Не, видам, таму доаѓа тоа. ако ве Тоа видам, доаѓа од таму. Вистинското прашање, Тоа Алда доаѓа ти е, од таму. за крај го Тоа постави. доаѓа од таму Браво. затоа што ама ние не заслужуваме таму Мајката, да идеме, точно знаеш. е. Ние Како сме да никој сме. и ништо. Тоа е Да. значи мајндсетот кој бе. не влече Пази. назад е токму овој. и сме имале научници како Ама еве Поп на Јорданов, да индивидуален речеме. план. Еве ги, вие научниците, а Симон Трпчевски, Ама и во Манчевски, уметност, каде немало? Ги имаме Сегде ги ние имаме. луѓето. Ние сегде ги Зошто не имаме. менаџираме малку? Затоа ве ги спомнат институциите? на не, сега ќе ти роботика, кажам, сега ќе ти цифрна кажам. технологија. Сега ќе Да, ти кажам. функционира. Не функционираат институциите за да може овие пацови да бидат суди, обвинители, да не ги креираат судбините, Се молам, да не внимавај како се замолкнуваат. изразуваш. Значи нема тоа се. Па сега Така видите, е, ако- за да бидат банкари, ако ама- сакате и новинари и така Па сега натаму. вие ако тестовите за суди нели се покажувале како открија новинарите, Срамота. нали? Што Не понатаму морал, сакате нема ни да прави? етика. Ако етиката нема да речеме на правниот факултет Да. во школата за студи, Па зато и нема суди. Што сакаме и ние обвинители понатаму? како што треба. Тесто да му го дадат. Ако вие без диплома да приватизацијата оде во таа главни беа академија. економски факултет, правен факултет Син на на времето. председател на собрание. Како? Еве, браво, Златев. На крајот мислам комбинацијата си дојде на свое место. Не, Тоа е еве тоа. сега ќе ти кажам, мој медиум кај што седиме ние е основан 2018 година со 9000 денари инвестиција. Ама под ова Толку кошташе регистрацијата во Судскиот регистар, во централен регистар. централен регистар, нели преку адвокат ни дадоа печат плюс печат и ово оно и 500 евра чинеше да закупиме сервер за неколку месеци од поевтините и дизајнот ми го направија без пари, па после му платив после месеци и месеци на човекот. Кој ќе имаш, како Да, се која ќе имам. Сега. 2018 до сега, оваа компанија прерасна од тоа да нашиот портал месечно има 4 милиони посети. Имаме пак сме напредувале. 10, Браво. како се вика, 10 редовно вработени кои имаат солидни плати за Македонија. Имаме надворешни соработници као Сотир, Сотир. као ово и као оној. Стигнавме во 2020, станавме радиодифузер
преку радио, преку една аквизиција со работка, друга аквизиција со работка, се уште сме тука во некој меѓупростор, но мислам дека ќе успееме. Јас до ден денес читам. Имаме 300.000 прегледи на YouTube. Не ги гледа нив никој, оне не бите, но вие се вакви. Луѓе, не ми е гајле. Знаете што сакам да кажам? Зошто некој оспорува дека некој пробал да направи нешто и се труди да направи? Ќе ви дадам еден пример со образование. Не имаме деца кои што освојуваат први места на меѓународни надпревари. Математичарите, физичарите. Сега од друга страна ние имаме реформи на образование сега се случуваат. Децата не знаат. Се доаѓаме во ситуација дека имаме најмал коефициент на интелигенција, како беше? Нешто го чита вашето соопштение. Чекајте сега. Овека социолози. Ние правиме сега. Ако имаме една куќа да градиме и сега темелите ни се клатат, ни се подкопани, ама ние го менуваме кровот и сега дали ќе ставиме лим или керамиди или пластифиција, не знам што, или ваква боја. Ако не ви функционираат институциите што се носители на образовниот процес, Биро за развој на образование, па тие ако не се квалитетна институција, кој ќе ги контролира наставата, наставниците, кој ќе ги развива? Професоре, и тука така негде мора да ја завршиме оваа емисија. Ви благодарам многу и на двајцата. Да. Така да ви кажам дека мене ме откачуваш. Оптимизмот, вие што верите што недостасува, ја би рекол повеќе се негува песимизам за да може да владее просечноста. Да, за да може да владеат медиокритетите, за да може и да имате контрола. Ако сакате, јас ќе бидам најмногу малку брутален и искрен, за да може оние кои не излегле од Табановци да ни кажуваат како изгледа светот. Така. Кога бев адвокат, имав еден клиент кој велеше, одобреше онај не знае, вика има ли море, нема ли море. Браво, Златен. Останете со 90. Најавувам психолог следниот пат. Аман. Аман. Иако мислам дека ние сме повеќе за психијатар. И тоа ќе слушате, останете со 98.1 FM. Читајте Лидер.мк секое утро, утринско еспресо на Радио Лидер, единствената утринска општествено-политичка емисија во која не разговараме за чајот, во која не разговараме за полипи во дебелото црево, туку разговараме за општествено важни прашања. Се гледаме повторно утре. Заедно со мене е колегата Драган Милосављевиќ.